Добро вечер, сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Еве што ќе гледате вечерва во наредните 50 минути, почитувани гледачи. Ексклузивна репортажа од најголемиот вински град во светот Милешти Мичи во Молдовија, изграден 80 метри под земјата и кој располага со вински коридори во должина од 260 км. Рускиот кисенџер за балканските прашања Јелена Гускова е категорична дека Србија дефинитивно го губи Косово, а дека Македонската православна црква нема да биде призната од Руската православна црква. Како ќе биде разрешена политичката криза која последните 30 дена тресе македонската политичка сцена. За почеток ќе може да погледнете ексклузивната репортажа од најголемиот вински град во светот Милешти Мичи, кој се наоѓа некаде 20 км северозападно од главниот град на Молдова, или тој вински град е 80 метри под земја, изграден 80 метри под земја, располага некаде со 250 км вински коридори, или тоа е некаде растојање помеѓу Скопје и Солун, а ние од еден до друг вински павилјон патувавме некаде 10 до 15 минути со џип. Се наоѓаме во винаријата Милешти Мичи, кој се наоѓа некаде 10-15 км надвор од градот Кишињев. 2005 година ова винарија беше прогласена за најголема винарија во светот и како таква беше запишена во Гинисовата книга на рекорди. Располага некаде со 260 км подрумски простор во кој се сместени повеќе од 2 милиони шишиња вино, од кои 60% се црвено вино, 20 до 30% се бело вино и 10% е десертно вино. Се наоѓаме пред златната сала на винаријата Милешти Мичи. Ова е изградена некаде 1991 година. Всушност салата е изградена при распадот на Советскиот сојуз, кога тука во Молдова се плаша дека е можна одредена руска интервенција како била заземена и винаријата и градот Кишињев. Затоа е направена ова златна соба во која се сместени најскапите боци со вино или најскапите шишиња вино, кои не може да бидат уништени во било каква ситуација, односно во било каков напад тука на ова винарија. Винеријата Милешти Мичи е прогласена за најголема светска винерија 2005 година и запишена како таква во Гинисовата книга на рекорди. Дали е тоа убедливо најголемата винарија во светот? Yes, Mилешти Мичи is the biggest winery in the world because it was recorded in 2005 in the Guinness World Record book like the biggest golden collection in the world, having 1.5 million bottles of wine that are stored on 55 kilometers. Молдова е држава која има некаде 4 до 4,5 милиони жители, се наоѓа некаде во тоа тромеѓе помеѓу Маđarска, помеѓу Романија и помеѓу Украина. Нема излез на море, меѓутоа има на некој начин морска клима, има почва која е богата со варовник и затоа е многу погодна за одгледување на грози и правење на вино. И некаде де факто 25% од бруто домашниот производ на Молдова се прави или се полни со тие приходи од продажбата или производството на вино, и некаде Молдова во овој момент во светот е 7ми поред извозник на вино. Ова не е подземниот Титов град во Босна и Херцеговина, почитувани гледачи, меѓутоа јас со нашите камери и со нашата телевизија екипа ве носам во уште еден подземен град. Тоа е градот или винскиот град кој се наоѓа 10 до 15 км северно од главниот град на Молдова Кишињев, изграден во 1967 година, располага некаде со повеќе од 250 км подрумски простор и со повеќе од 2000 или 2 милиони шишиња бело и црвено вино. Овој град некаде 2005 година беше прогласен за најголема светска винерија и како таква е сместена во Гинесовата книга на рекорди. So our winery was founded in 1968, but firstly here was an extraction of limestone, a mine store. So from here we extract the limestone, and the limestone was used for the reconstruction of our houses and for reconstruction of our Chisinau after the Second World War. Како е изградена ова голема визба, почитувани гледачи, или овој голем подрум, или овој голем вински град? Ова се наоѓа некаде 15 км околу главниот град на Молдова Кишињев. Целата ова земја, целиот овој простор е богат со варовник. Овој варовник тука е копан и носен за изградба на градот Кишињев и на поголемите молдовски градови. Бидејќи останал огромен простор кој не бил искористен, молдавските власти процениле дека е најдобро овој простор да биде искористен за градење на подруми, кај што можело да биде складирано тоа познато молдовско вино, и така е настана тој познат вински град кој 2005 година е прогласен за најголема винска или подрумска визба во Гинесовата книга на рекорди.
Ние сега се наоѓаме во главната соба за дегустација на оваа винерија и се наоѓаме некаде на околу 35 метри под површината на земјата. So now we are in the biggest tasting room. So here in the front of your eyes you can see the previous king of Moldova, Ștefan cel Mare și Sfânt. And here you can see some of our collectional bottles. And also here we have two books. The first one is the Book of Impressions, where you can write a message or a recommendation about our winery. And the next book is the Guinness World Record book, which confirms the fact that our golden collection was recorded like the biggest one in the world. You can see the image here on the cover. And you also can see that the first information about our company is on the first pages here. Во Молдова, освен Милешти Мичи, се наоѓа уште една голема винарија, тоа е винаријата Кричова, која сега не работи и која располага некаде со 80 до 120 км вински коридори. Својот 50-ти рогендан рускиот председател Владимир Путин го има тамо прославено, а веднаш после враќање во Вселената, своето враќање на земјата тамо го има прославено Јури Гагарин. If you ask me what is the most important industry in Moldova, it's wine, definitely wine. And in post-Sovietical country, everybody now Moldova have it's wine country. Сега се наоѓаме некаде 35 метри под земја, почитувани гледачи. Ова е главната сала за дегустација. Инаку главните вина се чуваат некаде на површина 85 метри под површината на земјата. Ова е изградено некаде 1967 година. Постојано се одржува температура помеѓу 12 и 14 степени и процентна влажност од околу 85%. Со колку шишиња вина располага ова винерија, јас најдов некој податок на интернет дека некаде околу 1,5 милиони шишиња квалитетно вино. So in our golden collection we store 2 million bottles of wine on 55 kilometers. Обично луѓето кои се разбират во вино велат дека треба да постои одредена константна температура и константна влажност или константен процент на влажноста. Какви се условите за чување на виното тука во ова винарија Милешти Мичи? So we have a constant temperature, 12-14 degrees, and our relative humidity is 85%. So we have here optimal conditions for the storage and for the maturation of wine. Сега се наоѓаме некаде на 85 метри под земјата, почитувани гледачи. Тука е поприлично ладно, некаде температурата е околу 0 до 5 степени и тука во овие 8 коридори се сместени некаде околу 2 милиони шишиња вино. Инаку вкупната количина на вино која е сместена тука во винаријата Милешти Мичи е некаде 65 милиони литри вино. Тоа е огромно едно здање и затоа е прогласено и сместено во Гинисовата книга на рекорди. When we enter in our winery, in our underground town, we are at 35 meters underground. But when we are in the golden collection, we are at a depth of 85 meters underground. Now in the biggest tasting room, we are at 65 meters underground. And the depth and the length of our town is about 200 kilometers, but now we use 55 kilometers. So on 55 kilometers we store all our wine. Во наредните 10 до 12 минути ќе може да проследите интервјуто со Елена Гускова. Станува збор за едно ексклузивно интервју со Гускова, кој во Москва важи за балкански Кисинџер или човек чиј збор е клучен во градењето на руската стратегија во однос на балканските прашања. Посебно интересен ставот на Гускова во однос како ќе биде решавано косовското прашање во контекст на овие последни случувања во Приштини, во Белград, рушењето на тој споменик во Прешево и дали е можно одредена косовско-српска разврска за размена на територии. Дали може да се примете, дали може да се детектира раката на Путин или ракописот на Путин во промената на руската политика кон Балканот, кон Македонија, кон српското, кон албанското прашање, воопшто дали може да се види тој ракопис на Путин? Балкански праваc спольне политике Русија е врло чврст, јер он има неколико тих праваca, економски, идеолошки, политички,
i ekonomski vrlo jak taj pravac u spoljnoj politici. Meni mi se čini дека тој економски правец ви е најсилен. Денес Газпром на некој начин игра улогата на руската пешада или на руските тенкови 45-та година. Тоа што го правеа руските тенкови 44-та, 45-та година, сега го прави Газпром. Vi ste potpuno u pravu. Samo nisam htjela da govorimo o tenkovima i o dugoj ruke Moskve na Balkanu. Međutim, vi ste potpuno u pravu. Mi sada ne samo volimo balkanski narodi, nego i radimo mnogo za njih. I sada ima, znači, reč je i o kreditima, investicijama, o kupovini imovine i tako dalje. Гускова е член на Руската академија на науките и уметностите некаде до 92 до 95 година, е член на руската мисија во рамки на Обединетите нации која е стационирана во Загреб и која работи во време на таа криза од 92 до 95 година на просторот на поранешна Југославија. Тој ја прави за најголем руски експерт за балканските прашања, чиј збор тежи и кој перманентно некаде 200 дена во годината се наоѓа на разни семинари, на разни предавања, на разни симпозиуми кај што говори за руската политика во однос на балканските прашања. Јелена Гускова или рускиот Кисинџер важи за човек кој инсистира на развивање на тој панславизам помеѓу балканските држави и врз база на таа своја платформа. Таа во изминатите 10 или 15 години важи за најголем српски лобист во Москва, врз база на таа своја активност и улога. 2009 година станува член на Сенатот на Република Српска. Jer se sjećate, 2004. godine u NATO su ušli, a naročito u Europsku uniju, ušli su bivši zemlje Istočne Europe po političkom ključu, nego po ekonomskom. I zbog toga oni sada moraju ispunjavati ono što naređuju gazde. Na primjer, ja se sjećam, 99. jun mesec, kad ruski avioni treba da dođu na Slatinu, na aerodrom Slatina poslije bombardovanja Jugoslavije. Ko je zabranio taj prolaz? Bugarska, Mađarska i Rumunija. Znači, oni su dobili naredbu i ispunili. Isto tako se dešava i po ekonomskim pitanjima. Nažalost, mnogi zemlje su ušli u NATO, a misleći da ulaz u NATO znači protiv Rusije. I to se odražava i na ekonomskoj i na politici. Според Гускова, во овој момент на Балканот свој стратегија или своји големо државни стратегии развиваат три големи европски држави. Тоа е Русија, тоа е Турција и тоа е Германија. И според Гускова, главната војна во тоа кој ќе биде газда или кој ќе биде доминион на балканскиот простор ќе се води помеѓу Русија и помеѓу Турција. Во моментот на Балканот се содруваат две стратегии. Тоа е едната руска стратегија која се реализира преку Путин и се реализира преку Газпром, и втората е турска стратегија која оди на класично обновување на Османската империја. Па дури во одредени структури на Америка, во одредени структури на ЦИА многу благонаклоно гледат на таа турска улога на Балканот и сметат дека обновата на Османската империја може да биде многу значајна, многу битно за американските интереси на Балканот. Jeste. Imate pravo tako da govorite. A ja ću reći da još od 1996. na jednom našem naučnom skupu ovdje usred Moskve jedan visoki rang natovskog generala rekao nama da teritorija Rusije već podeljena tamo negdje u Vašingtonu i nacrtane linije razgraničenja Rusije po Uralu, istočni i zapadni deo Sibira, a ovaj evropski deo Rusije na severni i južni. Međutim, i sada mi razmišljamo o tome koja država evropska ili neevropska će upravljati tim delovima zato što vi ste siromašni, ne možete upravljati svojom zemljom. Kaže, Balkan, već smo odlučili za Balkan. Balkanom će upravljati jedan deo Nemačka, a većinom Turska. Znači, to je negde u nekim kabinetima već odlučeno. Samo Turska sada drugačije radi nego tada u 15. veku kad je došla. Znači, prvo ekonomski, kredite, pa onda roba, pa onda predlog usluga različitih. Znam, na primjer, kako su davali novac za popravku univerziteta u Beogradu i tako dalje. Znači, polako ulazi i ta ekspansija ima taj miris revanšizma, ono što mi osjećamo i kod Nemačke.
Имаше едно економско истражување или една економска анализа која беше направена од Европската банка некаде пред 5 или пред 6 години и според таа анализа беше кажано дека главните инвестиции или главните стратешки инвестиции на големите држави на некој начин одат по границите на тие линии на некогашните големи империи. Например, Австро-Унгарија своите најголеми инвестиции денес преку Виена или преку Австрија ги прави на просторот кај што се протегала некогаш на Австро-Унгарија. Значи тоа може најдалеку да стигне до Босна и Херцеговина и евентуално до Македонија. Русија или руските интереси најмногу може да бидат застапени до Црна Гора или до излезот на тие топли морења, а додека интересите на Турција најмногу може да стигнат некаде до Загреб, а посебно до Сараево. И врз база на тие искуства, веројатно руската политика во време на Путин ги прави главните стратешки поместувања во своето делување на Балканот. Тоа значи дека преку Газпром или таа е таа најнова руска инвестициона машина која треба да ги крши тие руски интереси или да ги етаблира тие руски интереси на Балканот, преку Газпром Русија спроведува целата политика која е замислена во кабинетот на Владимир Путин. Меѓутоа, моделот на Русија е многу идентичен на моделот на Турција. Значи, вие ги подобрувате прво политичките односи со балкански држави и подоцна економски сакате да ги завладеете тие балкански држави. И денес де факто на теренот на Балканот се содрува таа класична руска нова школа на водење на економска политика и таа класична турска школа или олицетворени преку Путин и преку Ердоган. Русија види да на Балкану треба да буде створено чврсто присуство Русија преко економског уласка Русije na Balkan. Vrlo dobri su odnosi sa Banja Lukom. Nisu bili dobri, sasvim dobri, kako bih rekla, odnosi sa Srbijom za vreme Borisa Tadića. Sada je došla nova vlast, znači na čelo cele Srbije, a još je rano. Oni nemaju svoje ideološke osnove i svih tih opredeljenja koji bi rekli gde sada će krenuti Srbija. Još ne znamo da li će ulaziti u NATO ili neće, da li će stvarati dobri odnosi sa svim bivšim i budućim partnerima u Evropi i svuda, da li će orijentirati se na Rusiju ili na Evropu. Znači mi čekamo i orijentaciju srpske vlasti. Zbog toga čini mi se da Rusija bi mogla da bude dobar strateški partner svim slovenskim pravoslavnim zemljama na Balkanu. Мислам дека ова теза е многу клучна да биде разбрана почитувани гледачи. Според Јелена Гускова или рускиот Кисинџер за балканските прашања, таа смета дека Косово денес е дефинитивно изгубено за српските државни интереси. Многумина вела дека Русија де факто го користи Балканот и балканските проблеми да ги решава своите класични стратегиски проблеми. Тоа е Приднестровје, тоа е Калининград, тоа е Абхазија, Осетија и тоа е Нагорно Карабах. И дека де факто се разгреваат тие балкански жаришта таму за Русија да може да се реализира своји стратешки правци и своји стратешки цели. Pa čini mi se da tu nema nikakve paralele. Prvo, Rusija i do sada još nema dobro razrađenu strategiju na pravcu Balkana. Nema. Prvo to. Drugo, šta se tiče Kosova i onih teritorija koje su takozvano proglasili svoju samostalnost, a nisu priznati državom. Tu nema nikakvih paralela sa Kosovom. Jer Kosovo mi ne priznajemo, a druge naše teritorije spremne da, bivše SSSR, spremne da priznajemo. I kroz balkansku politiku, kroz to određivanje svog odnosa prema kosovskom pitanju, ja ne vidim nikakvu paralelu sa našim teritorijama. Сега за прв пат имаме висок српски политичар од типот на српскиот премиер Ивица Дачич кој инсистира на поделба на Косово, на Република Косово и Северно Косово, и мене ми се чини дека тоа е во интереси на руските интереси во однос на Абхазија, на Осетија, на Приднестровје и така натаму. Дали Русија ќе го прифати тој модел на поделба на Косово? Дали Русија би го прифатила тој план за поделба на Косово? Od toga nema ništa. Od toga nema ništa. Zašto sada Albanci da idu na podelu Kosova kada njima dali celo Kosovo? Ja očekujem sada sasvim drugi razvoj događaja. Sada vjerovatno se sprema neka vrlo čvrsta operacija tih NATO-vskih snaga koje tamo se nalazi da bi zauzeli Severno Kosovo i niko neće sada razgovarati o podeli Kosova tamo.
Бидејќи ова македонска влада и ова политичка гарнитура многу очекуваат од руско влијание на Балканот и смета дека ги подобрат односите помеѓу Скопје и Москва, дека тоа може да има клучно влијание на решавање неколку отворени прашања на Балканот кои се битни за Македонија, например црковното прашање, како студен туш веројатно ке делува ова изјава на Гускова, која смета дека Руската православна црква нема многу да се помачи за решавање на тоа црковно прашање во Македонија. Македонските власти се надеваат дека со блиската соработка со Русија би можела да изврши притисок врз Вселенската патриаршија, кој што тоа го направи 45-та година кога беше прашањето на Бугарската православна црква, сега ќе изврши притисок врз Вселенската патриаршија да биде призната Македонската православна црква. Реалистите велат дека тоа не може да се случи, бидејќи ако биде призната Македонската црква, ќе биде призната и Украинската црква, тоа Русија никош нема да го дозволи. Како е вашиот став? Вие важите за човек кој е веројатно еден од најзначајните креатори на руската политика према Балканот и најдобро ги познаате тие прилики. Знаете шта, црквено питање, нарочито ту, u Makedoniji je vrlo teško pitanje. Razgovarala sam o našoj patrijaršiji još pre nekoliko godina i diskutovali smo o tome, jer Ruska crkva je zainteresovana za učešće makedonske crkve u svim našim tim dešavanjima u crkvi. I međutim, postoji te različite struje i u makedonskoj i u srpskoj sada i u bugarskoj crkvi koje ne daju tu da stvaramo to jedinstvo tih naših pravoslavnih crkava. I čini mi se da treba da prođe neko vreme još da bi to pitanje bilo ovako na neki način rešeno. Тука нека да правиме пауза за реклами. Останете со нас за втора дел на мисијата, ќе може да проследите анализа како ќе биде разрешена политичката криза во Македонија. Страста за совршенство не донесе оному каде што се наоѓаме денес. Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравието пред се. Алкалоид Скопје. Размисли уште еднаш. Дали ја оставаш чешмата да тече цел ден? Нормално дека не. Тогаш исклучи ја греалката кога прозорците се отворени. Размисли и заштеди. години трговијата е нашиот занает. Дари Нино! Биги Нино! Роди го танзај! За секои 3 рати, една Toyota гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца и природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Пред 3 дена се одржа првата лидерска средба помеѓу Бранко Црвенковски и Никола Груевски после 2011 година и тука се поставува политичкото прашање или клучното прашање како ќе биде разрешницата на сегашната политичка криза. Веројатно СДСМ ќе инсистира на фактот дека првенствено во Република Македонија имаме политичка криза или клоцање на демократијата, а ВМРО ДПМН ќе инсистира на фактот дека немаме политичка криза и дека имаме само обид на СДСМ да ги бойкотира изборите. Ако вела дека Ќотекот е излезен од рајот, тогаш не име најрајски парламент во светот, веројатно. Не се согласува. Мислите дека немаме политичка криза после тоа тепање на пратениците во парламентот?
Значи, политичката криза никогаш не може да се дефинира онака како што сакаат да ја дефинираат членовите на опозицијските партии, затоа што политичката криза има многу поголема тежина од она што сакаше да биде исценирано од страна на пратениците од опозицијата во собранието тој 24 декември. Дали, еве, вие предавате на правен факултет, значи сте анализирале многу политички системи, сте ги анализирале политичките искуства, па дури сте биле дел и на активната политика. Токму заради тоа што сум, дали сум анализирала еден пример, што може да ми го посочите, значи, кај што во парламентарна сала се тепани пратеници на опозицијата. Значи, прво не се тепани. А што се направени? Се извлечени условно од собраниската сала, меѓутоа она што е позначено да се потенцира е целата таа увертира, односно ако сакате ајде да не ги гледаме последиците, да ги гледаме причините. Зошто се зовреа, зошто кулминираа чувствата кај пратениците воопшто, кои беа причините за таквото едно негативистичко однесување на крај и нормално прашањето на одговорноста, кој го нареди тоа што се случи 24 декември во собранието. Теоретски. Не, тоа е основата на се она што велите вие криза во собранието на тој 24 декември. Теоретски. Група на студенти на правен факултет може би да одлучат да протестират против деканот. Може би да одлучат да протестират и со штрајк со глад. Може би во тој свој протест да окупират еден од амфитеатрите на факултетот. Дали ќе бидете исто беневолентни ако деканот на правен факултет нареди на обезбедувањето на универзитетот, така со туркање кој што велите, да ги испрли студентите. Добро, сега ги изместувате. Не ги изместувам, сакам да кажам дека има една нормална собраниска дебата. По таа нормална собраниска дебата, прво не почна дебатата, знаете како беше сега, да не ги повтараме работите. Не ги повтараме да работите. Меѓутоа, она што е според мене битно е дека таа исценирана политичка криза беше, јас би рекла, црешка на целото тоа чоколадо или на целата таа торта, ако сакате, која што се одвиваше или која што се случуваше во собранието неколку месеци наназад. Јас сум запрепастен, морам да ни признам, со која леснотија веќе се на некој начин генерализира, се пежоратизира целиот тој процес. Не биле тепани, биле изфрлени. Значи, зошто? По таа логика, знаете, Рамбо 1, Рамбо 2, Рамбо 3, Рамбо 4 или Силвестар Сталоне би требало да добие Нобелова награда за мир. Вака сега, значи, прво и основно да се разбереме, јас ниту сум за тоа што се случи во собраниската сала на 24 декември. Значи, не оправдува многу работи што се случи. Тоа е клучот на политичката криза. Она што е најбитно во целиот овој процес е што самата опозиција требаше да биде најзаинтересирана да се види што се случи, значи да се најдат причините, да се најдат актерите, да се види позадината на целото сценарио институционално. Значи, зошто една мала политичка партија да има поголем сенс, НДП, да има поголем сенс за политична, ако сакате за политичка култура, ако сакате за институционална култура, ако сакате за државност, па таа да иницира формирање на анкетна комисија, а тоа да не го направи самата опозиција која најдиректно беше засегната во целиот овој случај. Значи се знае како се истражуваат действијата кои што се случуваат во институциите. Формирање на анкетна комисија во која што ќе се истражи комплетно се она што се случува во собранието. Кажете ми еден пример на било која анкетна комисија во мандат на влада на ВМРО-ДПМН што нешто истражува. Сакате и обратно. Во мандат на влада на СДСМ. Добро, 7 години веќе... Значи, ние имаме проблем со практикување... Меѓутоа е невкусно, после 7 години на влада на ВМРО-ДПМН, вие да дадете примери со СДСМ. Деца се ама деца се родени, трагат сега прво оделение од кое ВМРО-ДПМН на власт. Ја мислам е крајно вулгаризирање работи да дадете некој пример од 92, 93 или 95. Не, зошто ајде да бидеме оптимисти до крај? Зошто во опозицијскиот табор не се најде некој херој, нели? Кој што сака да ги смени работите во таа така наречена убиена демократија и едноставно да ја дефокусира јавноста или вниманието кон она што е улица, во она што е институционален диалог. Значи јас тука ја гледам. Луѓето се тепани и сврлени надвор од парламентот. Добро. Значи на крајот на криштата една е постапката ако вие
сте прегазени во собраниска дебата, ако сте надгласани. Добро. И тоа е легитимно. Нормално. Меѓутоа да биде вака брутално прекината собраниска дебата и подоцна да велите, ајде сега ќе се вратиме и преку анкетни комисии ќе го истражуваме целиот случај. Не само што е вулгаризирање, не само што е фотографирано, се е тоа документирано. Значи да се стават работите на маса и да се видат објективно, значи не во услови на сензитивност, во чувство на крајна емотивност, во услови на комплетно изместување на работите од значи одаму кај што е политички тек. Власта се извинува на новинарите, но не се извинува на пратениците кои биле тепани. Па дури дури најавува, ма како ќе разгледате? Тоа треба да се разгледа. Ма вие го имате примерот со лекарите штрајкот, го имате примерот во образованието, го имате примерот и овде на високото образование. Вие гледате како се разговара со власт. Со власт не се разговара. Клучните разговори со власт се елате да седнете на маса, да разговараме, на крај да ги прифатите моите аргументи. 7 години, значи тоа е авторитарен модел на владење кој не признава компромис. Компромисот го сваќа како пораз. Тоа е ваше видување и јас го почитувам. Значи тоа е ваше размислување, гледање на работите и така натаму. Она што треба исто така да се погледне од другата страна. Значи јас сум апсолутно објективна. Мене не можат буквално да ми кажат ниту едните ниту другите дека морам да бранам некоја политика заради овој или оној интерес. Апсолутно не. Значи објективно, онака како што моите очи гледаат и мојот рацио вели, работите се на следниот начин. Можам да ги коментирам. Значи имате едно сценарио кој има свој почеток, има своја кулминација, нормално, и има свој крај. Почетокот на сценариото е како, по секоја цена, да се смени оваа власт. Факт. Како? Се користат сите можни инструменти кои стојат на располагање. Демократски, институционални и така натаму. Не се успева во таа тактика. Кажете ми една политичка партија. Добро, опозицијска, која може да ги искористи нормално. Која не сака да дојде на власт. Јасно, меѓутоа. Значи ние треба сега да претумбаме политичката логика и филозофија и да велиме опозицијските партии не треба да се борат за власт. Или власта не треба да се бори по секоја цена. Кажете ми една политичка програма или една политичка цел или едно политичко решение кое што го има лиферувано СДСМ да биде намалена буџетската потрошувачка за 200 милиони евра. За сите области, зборувам за вкупна политика, не само за едно економско прашање или социјално прашање и така натаму. Кажете ми една конкретна политичка програма во овие 7 години. Кажете ми една активност на опозицијата која што ќе биде насочена во таа насока. Значи, идејата за формирање влада во сенка, за жал, беше пуштена како памфлет, не успеа. Идејата за создавање на некакво критично лоби, кое што ќе биде пандан на владината политика, пак за жал не успеа. Значи, многу работи не успеа во таа опозицијска партија. Се слушате ли што говорите? Ја многу убаво се слушам. Значи, после 7 години власт, добро, универзитетски професор, добро, кој сака да прави кариера, добро, да говори после 7 години власт. Добро. За опозицијата. Не, јас не говорам за опозицијата. Вие ме враќате на опозицијата затоа што прашањето е врзано со опозицијата. Јас само друго ви велам. Вие не можете да говорите за демократија и таа да се мери преку фонтани и редење на канделабри, односно се оди на локални избори, кога овде во највисокиот законодавен дом е изгазана демократијата. Вие не можете да говорите за секундарни прашања. Примерното, примерното прашање е комплетната демократија се изместува и од таму каде што треба, нели најмногу да биде, тоа е опозицијското делување. Ама тепани се луѓето, што треба прават. Ако не размислуваш како СДС, ти си најголемиот непријател број 1. А ако не размислуваш како СДС, ти си оценуван, закануван, имаш разноразни пораки од непријатна содржина, имаш комплетно дефокусирање на тоа што е твоја проблематика, а тоа е опозицијско делување таму каде што треба, институционално. Значи ти ако сакаш мене да ме дискредитираш, дискредитираме на институционален начин, а не на начин на кој што, како што велите вие, демократијата се практикува во тие партии, односно во тој блок. Вие сте загрозени демократски од опозицијата? Не, јас велам дека они морат подитно да се го променат менталитетот и начинот на делување. Не, они морат да се го променат начинот на делување. Значи
Никој не може да размислува или не може да очекувате од човек да размислува исто како вас. Тоа е како да ви кажам, како во детска градинка сите деца да сакаат да играат со една топка, така? И таа топка за жал никој не ја добива затоа што таа топка ќе им ја земе учителката на крајот. Бидејќи вака сте со блед и со бел тен, сигурни сте дека не сте родени во Белорусија со ваков начин на политичко размислување? Значи вие сега имате проблем со опозицијата, а сте размислувале? Не, јас немам проблем со опозицијата. Јас ги разгледувам и негативните страни на власта, само за жал тоа никој не го перцепира. Никој не го перцепира. Вие не го поставувате тоа прашање. Значи да видиме дали опозицијата и власта навистина можат критички да бидете анализирани од еден објективен универзитетски професор. На транзицијата? Како? Сте размислувале да бидете дел од овие жртви на транзицијата? Не, ја не сум ничија жртва, затоа што прво и основно не се третирам како однесување на опозицијата. Кој е тепана, квоса наимавана? Опозицијското делување мора таа енергија која што ја се надевам дека е огромна, мора да биде канализирана во проактивен однос кон јавноста. Ама јас искрено ви кажам, и власта ја обвинувам заради тоа, меѓутоа уште повеќе опозицијата, затоа што за жал работите опозицијата, продолжете да обвинувате опозицијата. Веројатно еден ќе видиме во Лондон некаде за амбасадори, тоа е добра политичка, но знаете, за фатоно, за фатоно ќе најдат некој место словно, не е никој проблем. Но пред 3 години. Некои луѓе прави исти вакви муабети. Зошто мислите дека не е министерска фотелја? Јас така слушнав дека ми е понудена министерска. А тоа повеќе знаете вие, значи јас не учествувам во тоа, значи меѓутоа, каде се тепани парламентарци во историјата на светскиот парламент? Тепани, ама еве повторно извртување на тези. Значи вие мислите дека се тепани? Добро, вие што мислите? Јас не мислам дека се тепани. Значи повторно ќе кажам, има институции кои што можат да го испитаат случајот, нека повелат, нека се испита случајот и нека се обелодени што тоа всушност се случуваше, затоа што ниту вие, ниту јас сум била во собраниската сала. Само за да можам да дефинирам. Вие бевте во собраниската сала. Само да можам да дефинирам. Бевте вие во собраниската сала. А гледавте, па извинете, често пати учите знаат да лажат и учите знаат многу да не видат тоа што вистина се случува. Да дефинираме што. Значи вие врз основа на разговори рекла казала внатре што се случувало, така имате изградено став. Јас имам изградено став врз основа на медицински потврди. Сега тежината на моето и на вашето не знам. Господ Крканишева, само да дефинираме што значи тепање. Добро. Тепање значи да земите едно 4-5 чипки, да премлатите некој со 15 скршени раце и нозе. Ако тоа тепање, тогаш немаше такво тепање во парламентот. А какво тепање? Но изфрлање на пратеници од парламентарни клупи. Добро. На демократски начин кој што видите вие, тоа е навистина убиство, тоа е навистина. Ама како видите, не биле тепани, биле само изфрлени надвор. Да ми ставите зборови во уста што не е коректно, значи ја не реков дека тоа е демократски начин на. Јас не можам толку зборови да ви ставам во уста, колку што ми може да кажете зборови од кои подоцна ќе се срамите. Јас знам дека вие сте многу елоквентен и дека немате проблем дека сте логоречен, меѓутоа јас не реков така дека тоа тие биле на демократски начин изфрлени од собраниската сала. Јас не реков тоа. Јас реков дека е потребно да се истражи случајот, дека треба да се вратат во парламентот. Медицинските извештаи се апропо размислување, односно говорењата на пратеничките дека биле брутално повредени и така натаму. Значи тоа се белешки дека тоа не е така. Значи јас не велам дека она што се случува што се случи 24 во собрание дека е врв на демократијата. Напротив, велам дека за да се случи демократска дебата, потребно е покренување на механизми демократски во собранието кои ќе испитаат целата таа случка или сите тие случувања. Во сите наредни лидерски разговори, дали тие ќе бидат директно помеѓу Бранко Цренковски, Никола Груевски, дали ќе биде некоја голема четврка на средби кај председателот Иванов, дали како супозитор на сите тие лидерски средби кај се меѓународната заедница, американците или Европската унија, не е важно во која форма би биле тие лидерски разговори и средби, ВМРО ДПМН ќе инсистира на разговарање да нема бојкот на изборите, а ќе се обиди на никаков начин да не го отвори прашањето за политичката криза. Затоа ќе биде многу битно ВМРО ДПМН да ги натера новинарите или Сдруженијето на новинарите на Република Македонија да се врати на преговарачката маса, бидејќи после тој црн понеделник на 24 декември ВМРО ДПМН се изведе новинарите, но сметаше дека пратениците на опозицијата де факто ги тепале пратениците на власта. И тоа ќе биде подложката на која ВМРО ДПМН ќе сака да ја спечели идната политичка разврска во Република Македонија. За СДСМ ќе биде клучно да се разговара првенствено
првенствено за политичката криза. Ако СДСМ влезе во процес на разговарање дали ќе ги бойкотира или нема да ги бойкотира изборите, тогаш де факто ќе влезе во филмот на ВМРО ДПМН, кој ќе ја пласира преку своите медиуми со кој располага таа приказна дека СДСМ не сака дојде на локални избори бидејќи се плаши од пораст на локалните избори. Затоа СДСМ треба и ден и ноќе да инсистира дека не стана збор тука за бойкот на изборите, туку за политичка криза која настана на 24 декември, дека тој е првенствениот демократски проблем во Република Македонија, а сите други прашања се секундарни прашања. И што сега? Пред 3 дена имаше лидерска средба, прва после 1,5 година, беше неуспешна, траела 40 минути со доцнење од 20 минути. Што сега, господин Арсовски? Јас мислам прво дека фактот што имаше лидерска средба е некакво признание од власта дека институциите на системот не функционираат до крај. Бидејќи лидерската средба не е нормален институционален политички механизам. Желбата да се седне на лидерска средба покажува дека има некаква волја за политички диалог, но мислам дека почетните позиции на двете најголеми партии не дозволуваат тој политички диалог во моментов да се постигне. И мислам дека ситуацијата ќе се влоши пред да се подобри. Мислам дека ќе има некаква радикализација, но мислам дека политичкиот диалог ќе продолжи. Опозицијата вели наш стратешки интерес е да има предвремени парламентарни избори. Од неколку причини. Прво, имаше политичка криза во собранието. Второ, реално начин опозицијата од финансиски, организациони секако им одговара во пакет да се локални парламентарни избори. На власта им одговара да има се освен предвремени парламент. Значи тоа се двете крајности на политичката сцена и од такви позиции преговара Црвенковски и Груевски. Тоа не остава простор за некој договор. Така е, точна ви е дефиницијата. Почетните позиции на партиите се едните велат само предвремени парламентарни избори, ништо друго, другите велат се друго освен предвремени парламентарни избори. Во таква ситуација мислам дека кризата ќе ескалира и мислам дека дополнително ќе се радикализира, со да гледам дека се некако укопани во ровови пред да станат подобри. Дали тој политички механизам ќе продолжи да биде лидерски средби, дали ќе биде некаков поширок медиаторски пакет, тоа останува да видиме. 24-ти е означен како датум за локални избори. Од 24-ти има некаде околу 60 дена. Тоа не е така долг временски период. И ако двете страни велат, ние не отстапуваме од своите позиции, ако Груевски оди на лидерската средба со идеја да докаже дека е спремен да направи фер локални избори, колку што можевме или да ги добиеме тие информации што се разговарало во клубот на пратеници, Никола Груевски дошол тамо да изрази подготвеност дека е спремен да направи фер избори, локални избори, а Црвенковски за да покаже дека не е спремен да оди на локални избори без парламентарни избори. Како тоа да се реши? Странците не покажат преголема заинтересираност, тоа првенствено мислам на американците. Црвенковски и Груевски преговара 5, 6, 10, 15 пати 2011 година и немаше решение. Како сега да се добие решение? Значи, и меѓународната заедница, а и мислам дека и домашниот политички механизам, секогаш кризата ја третира во едниш од помали кон поголеми концентрични кругови. Секогаш меѓународната заедница прво ќе интервенира симптоматски. Ајде да се стабилизира тоа што сега го имаме. Значи аспирин да се така, да се вратете се во собрание и така. Намалете температура. Така. Доколку тоа не профункционира, мислам дека и меѓународната заедница ќе биде вовлечена во една по-активна и по-креативна улога околу политичкото медиаторство за политички диалог. На кој одговара радикализација на политичка ситуација, на Црвенковски или на Груевски? Говориме радикализација после неуспешната прва рунда на нивни преговори за предвремени избори. За тоа треба да почекаме да видиме кој ќе се прогласи за виновник за радикализацијата. Мислам дека дел од приказката со лидерската средба, барем од страна на Никола Груевски, беше да се покаже дека за евентуалната радикализација тие не би биле виновни. Така што да видиме на кого ќе му одговара радикализацијата е директно врзано со тоа кој ќе биде прогласен за виновник за таквата радикализација. Кој човек ги гледа од страна на работите, тогаш е јасно дека добитната позиција на Црвенковски е кризата што се случи во парламентот. Но за жал ми се чини дека Никола Груевски успеа да наметни амбиент дека СДСМ се плаши од локалните избори. И веќе дебатата не е за парламентарната криза, туку дебатата е за локалните избори. СДСМ не успева да наметни дека првенствен проблем во Република Македонија е тепањето на 24 декември и дека не сака да разговара за било што друго дека не се реши 24 декември. Ако успее тоа да го наметни, тогаш има пенал кај неопределените гласачи. Ако не успее тоа да го наметни, на 60 дена пред локалните избори неопределените гласачи ќе бидат збунети дали ќе учествуваат или нема да учествуваат. ВМРО во овој момент ми се чини дека поефикасно е води таа. Освен ако СДСМ не влезе во некој чекор што велите на радикализација, за утре за утре има најавено на нови некои големи протести, можноста 42 пратеника да ги поднесат своите оставки и така натаму и така натаму. Значи стојат некои аргументи на располагање на маса и ќе видиме кој како ќе ги изигра картите. Ете, сигурно била тешка одлуката на СДСМ да одлучи да не учествува на локалните избори. Веќе реално,
Тоа значи да се фрлат во вода голем дел од гласовите кои, ако се повторат резултатите на претходните парламентарни избори, Сојузот за еднината во овој состав имаше повеќе гласови од коалицијата за подобра Македонија. Значи, тоа сигурно не е лесна одлука. И мислам дека тој момент, Груевски моментот го користи за да ја покрие парламентарната криза. Но, јас не видам решение. Да предпоставиме дека под притисок на меѓународната заедница и под притисок на целата јавност, СДСМ во 5 до 12 ќе каже добро, одиме на локални избори. Како решава тоа парламентарната криза? Те ќе кажат одиме на локални избори, но не влегуваме во парламент. Како тоа решава политичката криза во Македонија, која е создадена во парламентот? Добро, би можел ли Никола Груевски политички да го објасни невраќањето на опозицијата во парламентот или одење на локални избори без опозицијата? Како тоа Никола Груевски ќе може да го објасни? Ајде, веројатно, знаете, ги има сите телевизии, ги има сите медиуми под контрола, но сепак е работа како вие тоа политички ќе го објасните. Враќањето и правење на одредени паралели со 94-та година по мене се многу невешто за одредена манипулација, бидејќи 94-та година вие немавте бојкот априори на изборите, туку бојкот помеѓу првиот и вториот круг, што е сосема различно од априори кажување 3 месеци претходно дека не одите на локални избори, ако не се решат одредени барања. Бојкотот на ВМРО на изборите 94-та беше поврзан со резултатот на изборите. Меѓу првиот и вториот круг. Првиот и вториот. Евентуалното неучество на опозицијата на изборите сега е поврзано со политички критериум. Тоа нема врска со резултатите на изборите. Ние реално не знаеме какви ќе бидат резултатите. Ако се повторат истите претходните избори, можно е ВМРО ДПМН да има повеќе градоначалници, но најверојатно е коалицијата Сојуз за еднината да има повеќе гласови. Ако се повторат резултатите. Ние сега не знаеме што ќе се случи. Во основа, јас не знам како локалните избори без учество на опозицијата би се одржале. Не знам како да не бидат фиаско. Веќе видите, многу ќе биде ниска излезноста. Неучеството на опозицијата ги дестимулира и неопределените. И вие може да имате локални избори во кои ќе се изберат градоначалници со одзив од 20-30%. Тие може да бидат легални, де јуре, но нема како да бидат легитимни. И прашањето е дополнително, извини, колку време ќе издржиме со таква локална власт? Колку време со комплетно маргинализирана опозиција власта може да тера? Како ќе се раздржи таа политичка криза или до какви резултати ќе донесат тие лидерски средби? Бранко Црнексо го има искуството со Никола Груевски, не само додека беше председател на државата таа 2008 година кога требаше се преговара за влез на Македонија во НАТО и во ЕУ структурите, туку го има искуството 2011 година кога преговара неколку недели или неколку месеци Бранко Црнековски и Никола Груевски на крајот со ден избори без Никола Груевски да не прифати ниту едно од барањата на македонската опозиција. Од друга страна, па исто така можеме да го видиме моделот на владење или моделот на преговарање на Никола Груевски преку примерот на неговата комуникација со лекарите. Седна на крајна маса со лекарите, беа донесени меѓународни експерти. Те меѓународни експерти застанаа на страна на лекарите. ВМРО ДПМН не одглуми дека сака да прифати дел од барањата на лекарите, подоцна после заминувањето на тие меѓународни експерти кои би требало да представуваат некоја меѓународна заедница во Република Македонија, ВМРО ДПМН се врати на своите почетни позиции и де факто ги лажираше тие постигнати договори со лекарите во присуство на меѓународната заедница. Че Никола Груевски компромисот го сваќа како пораз, како болест. Како таков човек веќе да натирате да направи компромис со опозицијата 2011 тоа не беше можно и СДСМ без ниту еден прифатен услов излезе на избори, сега би било политичко самоубиство СДСМ, тоа да го направи по втор пат. Не е нелогична позицијата на Никола Груевски кој вели дека компромисот за него е пораз. Бројките покажуваат дека во структурата на гласачите на ВМРО ДПМН има еден голем дел кој е врзан за авторитарниот карактер на лидерството. Инаку, приказката на ВМРО ДПМН би била нелогична. Опозицијата бара избори, тие тврдат дека на анкетите водат 2-1, зошто не би ги прифатиле? Значи, единствено логично објаснување помеѓу едната и другата варијабла е дека тие чувствуваат или анализите им покажуваат дека прифаќањето на било каков компромис го руши авторитарниот карактер на врзивното ткиво на гласачите на ВМРО ДПМН. Во таква ситуација, мислам дека Никола Груевски ќе оди тврдо до крај. Значи, не верувам дека постои некаков простор за политички компромис, барем доколку одлуката е оставена автохтона на ВМРО ДПМН. Господин Арсовски, зошто дојдовме во една ситуација тие локални избори да се сваќаат како политичка борба на живот и смрт? И за Црнековски, и за Груевски, и за СДСМ, и за ВМРО. Ниту едни локални избори, не само во Македонија, туку во регионот, било каде, не се донесени до таква една политичка тежина да имаат. Затоа што коинцидираат со парламентарната криза. Кога не би коинцидирале, можеби атмосферата околу локалните избори не би била толку
толку затегната. Но во моментот учеството на локалните избори коинцидира со кршењето на уставот, донесувањето на фалсификат буџет, тепање на новинари и изфрлање на претеници од собранието. И тогаш, барем јас како што ги разбирам СДСМ, учеството на таквите избори де факто би значило легитимирање на една таква политичка постапка која тие не сакаат да го направат. Пот имат како СДСМ чиста политичка ситуација. 42 пратеника беа истепани, исклоцени, сврлени надвор од парламентот. Дали очекувате дека СДСМ ќе може тоа да го материализира како број на гласови? Бидејќи последните избори да ги земе во Србија, значи Тома Николич губи после првиот круг од Борис Тадич, не е во бојкот на изборите поради фалсификување на изборниот резултат во првиот круг и победува убедливо. Значи се демотивирани да излезат гласачите на Борис Тадич кои се помеки, посалонски, подемократски, поградски гласови така натаму и така натаму. Како во ова наша ситуација ќе се одрази тој најавен бојкот на опозицијата врз неопределените гласачи, ако опозицијата реши во минута 12 или 5 минути до 12 сепак да прифати да на локални избори? Во првата фаза, краткорочна, ќе има некаква консолидација на опозиционерското членство. Затоа што протестите, радикализација, активирањето на терен ќе создаде некаква енергија околу опозицијата во прво време. Но, доколку опозицијата не оди на изборите, мислам дека на локални избори и не се случат предвремените парламентарни избори. Кризата во нивното членство ќе се случи 6 месеци после тоа. Откако 6 месеци веќе нема да бидат во собрание и нема да бидат на никаква локална функција. Јас тогаш предвидувам криза. Иначе сега има некаква консолидација и активирање на опозиционерското членство, па и ако сакате некакво електризирање на неопределените кои ја чувствуваат СДСМ во моментот како жртва. Има некакво приклонување кон тој блок. Но мислам дека доколку се случи целосна маргинализација надвор од локалните избори, надвор од собранието, тоа не може да трае повеќе од 6 месеци, година дена, би било, мислам, некаков максимум. Кој во ова игра на нервите ќе може повеќе добие, може повеќе да изгуби? Гледаме дека Никола Груевски нема сеено, знаете, не е сеено ако опозицијата, посебно здружената македонска опозиција, рече ние ќе ги бойкотираме локалните избори. Од друга страна СДСМ имаше еден централен одбор кај што категорично рече нема да одиме на локални избори, па по 3 недели имаше уште еден централен одбор кај што преиспитува првата категорична одлука дека нема да одат на локални избори, па рекол добро, нема да одиме на локални избори, меѓутоа немаше со една таква категорично скажано. Значи притисокот е евидентен и во Црвенковски и во Груевски. Во овие изминати 7 години се покажа дека Груевски многу полесно се справува со тој притисок. Може би поради авторитарниот модел на владење, но сепак полесно се справува. Не само тоа, и се работи за повеќе ресурси. Груевски де факто е на власт барем до 2014. Односно до 2015 за парламентарни избори. Вие полесно ќе се справите со притисок кој ќе го истрпите сега, па потоа имате уште 3 години да го алиментирате. Но прашањето кој ќе излезе тяр од сегашната криза, па е прашање на рейтинг. Тоа е прашање на јавна поддршка. Тоа е прашање на кој луѓето ќе сметаат дека ја загрозил демократијата, кој луѓето сметаат дека бил жртва. Во овој момент, таа слика е на страна на опозицијата. На еден или на друг начин, сметам дека власта е на потек. Ќе мора да направи некаков политички компромис, ако сака да има некаква разрешница на оваа политичка криза. И притисокот кон власта ќе се зголемува на среден рок. Кога зборуваме, ако се маргинализира опозицијата, после некои години дена може да очекуваме некакво раслојување таму, но до тогаш не. Тоа значи дека така консолидирање би го чекале Конгресот во мај. Значи во една ваква политичка форма, ако покажи желба и политичка кондиција понатаму се бави со политичка кариера, Црвенковски би можел да победи на Конгресот во мај. Јас мислам дека тие прашања околу лидерството во ваква политичка криза нема да имаат доволно простор во СДСМ. И прашање дали тие сега треба да се постават. Мислам дека тоа ги оптоварува во своето функционирање. Знаете, во ваква политичка криза и една ваква политичка конјунктура, тоа прашање некој начин како да им ги врзува рацете, како на кошаркари кои треба да шутира тројка на 3 секунди пред завршување на надпревар. Јас мислам дека електризираната атмосфера ќе направи Конгресот во мај да помине релативно глатко. Има две прашања кои се многу важни, почитувани гледачи, тоа е албанското или тоа е малцинското прашање, во тој конфликт помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. СДСМ некаде 10-12 месеци апсолутно одлично водеше таа своја политика да биде формирана една здружена македонско-албанска коалиција и на тој начин да биде направена една здружена опозициона платформа во која би влегли македонски опозициони и албански опозициони партии, на тој начин да биде окрупнет опозициониот блок и да биде донесена до зид партијата ДО или партијата на Али Ахмети, која ќе мора на крајот да избира помеѓу ВМРО
ВМРО ДПМН и помеѓу целата друга политичка сцена во рамки на Република Македонија. Меѓутоа последните 7 до 8 месеци СДСМ како да е прокоска таа своја многу добра политичка позиција и денес во клучните разговори за разрешница на политичката криза СДСМ влегува со тоа што Мендух Тачи и Руфи Османи на некој начин се дистанцираат од таа опозициона коалиција. Од друга страна, па ВМРО ДПМН кој беше во една тотално изгубена позиција во однос на албанските гласачи, каде што некаде 85% од гласачите од албанска етничка припадност смета дека Никола Груевски води апсолутно штетна политика за Република Македонија и за албанските интереси во Република Македонија, па дури го поистоветува Никола Груевски со политиката на Слободан Милошевич, денес Никола Груевски можеби има за неколку њанси подобра политичка положба кај албанските политички партии во споредба со Бранко Црвенковски. Видите како чудно функционира ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тие градат едно стратешко партнерство со Али Ахмети и со партијата ДУИ и де факто партијата на Али Ахмети на терен и во Брисел одработува многу крупна работа за партијата на Никола Груевски. Последниот еден таков спин или последниот таков обид е да направат раздор во таа опозициона коалиција, посебно во делот помеѓу македонските партии во таа опозициона коалиција и помеѓу малцинските партии, како најслаба точка е наоѓаат партијата на Фијат Цановски или на ПЕИ и ДУИ влегува во одредени разговори со ПЕИ за Струга, за Маврово, Ростош и некои други градови кај што може да има заеднички кандидати. Прво беше демантирана, па прифатена, па подоцна повторно демантирана таа коалиција, меѓутоа тоа остава сомнеш, а тој сомнеш на некој начин ги разорува очекувањата на опозиционите гласачи дека опозицијата може многу покрупни, многу пообедената да излезе на локалните или евентуално на предвремените парламентарни избори. Значи, луѓе блиски на опозицијата денес се лансираат тезата дека има три албански партии кои се релевантни на политичката сцена, од кои едната е во владината коалиција, а две други глумат опозиција. Имам чувство дека СДСМ многу лесно ја продаде својата позиција од пред 7 месеци. Ја направи таа здружена македонска опозиција, која беше апсолутно еден огромен исчекор на политичката сцена, значи ги групираше тие гласови кои на изборите 2011 година ќе им донесе победа во однос на ВМРО ДПМН. Направи, хајде да речеме, одредена локална коалиција со Мендух Тачи. Само поради противењето на Мендух Тачи не беше направена таква коалиција со Руфи Османи и имаше една чиста политичка ситуација дека на еден таков поделен политички блок и прв пат во историјата на Македонија на пониско или на повисоко ниво направена македонска-албанска здружена опозиција, Али Ахмети има многу мал маневрски простор. Како да се распродаде таа позиција во изминатите 7 месеци, Мендух Тачи и пред митингот на 28 октомври, а и сега пред 2 недели даде груби квалификации на политиката на Црвенковски на СДСМ. Руфи Османи излезе од парламентот, сега се враќа во парламентот, што СДСМ може да ја поправи таа ситуација да направи. Јас мислам дека дел од причините за распадот на таа коалиција беше неизвестноста дали ќе има парламентарни избори. И ке Мендух Тачи и ке Руфи Османи. Значи, една е математиката ако настапувате како голема коалиција на парламентарни избори, друга е математиката ако настапувате секој во своето мало, кај што си ги знаете луѓето и така натаму. Јас мислам дека некаква техничка соработка се уште може да се оствари, барем на ниво на штабови, на локално ниво, но мислам дека жално е, мене ми е жал што во големата приказка се распадна првата македонско-албанска коалиција, мислам дека тоа ќе беше добар чекор напред. Но мислам дека тука пресудна улога изигра Тачи, затоа што за него приоритет е да се спротивстави на ДУИ како една македонско-албанска коалиција, но повисок приоритет е да го елиминира Руфи Османи. Така што мислам дека во таа калкулација Тачи сепак одлучи дека му е подобро да оди на локални избори со можност да го елиминира Руфи Османи од политичката сцена, па потоа евентуално да размислува за голема политичка коалиција. Ако ги поставиме коцките на маса, на Никола Груевски му одговара локални избори, а не предвремени парламентарни, или не предвремени парламентарни во пакет со локалните избори. На Али Ахмети горе-доле му одговара све, меѓутоа преферира да оди само на локални избори. На Бранко Црвенковски му одговара првенствено предвремени парламентарни избори, на Руфи Османи му одговара првенствено предвремени парламентарни избори за да се трни од гостевари, за да може да води политичка кариера на човек кој може да има пратеничка група од 4, 5, 6, 7 или не знам колку пратеници. И доаѓаме до Мендух Тачи, кој е веројатно еден од клучовите на ребусот, кој му одговара локални избори за да може да го елиминира Руфи Османи од политичката сцена. Така се наредени во моментот коцките. Во моментот коцките се така наредени, мислам дека првенствената причина на ВМРО ДПМН со една задршка, дека првенствената причина зошто на ВМРО ДПМН во моментот им одговараат предвремени парламентарни избори е што одржувањето на предвремени парламентарни избори е признание дека има голема криза и дека има голем проблем во функционирањето на демократија. И второ, тие би сакале тоа како да не се случило. И второ, шолите компромис.
авторитарниот гласач или модел на гласање ја крши внатре, не прифаќа компромис во однос на барањата на Бранко Цренковски. И има уште нешто, тоа е формулирано од една друга идеологија која е ваква, која вели, тој што ти ги добие изборите, добива се. Нема што после јас да правам компромис, јас сум го добил мандатот. Ето тоа е точно, но тој мандат не е апсолутен, не е безусловен и не значи дека не треба да се задоволуваат потребите на оние граѓани кои не гласале за вас. Што е информирано и од една автентична идеологија. Автентично ВМРО ДПМН и Груевски се убедени дека тие бидејќи го добиле мандатот, не треба да прават компромис, дека тие имаат одговорноста, нема што опозицијата да кажува што треба да се прави со буџетот, нема што некој друг да ни кажува каков компромис треба да прави. Ние сме го добиле, ние треба да добиеме се. Добро, ако на маса биде ставен предлог, враќање на опозицијата во парламентот на 24 локални избори, во јуни или евентуално септември предвремени парламентарни избори, ако бидат во септември, тоа предвремените парламентарни може да се стават во пакет со некои предвремени председателски избори, да се помеса за некои 6 до 7 месеци, дали опозицијата би одговарало една таква политичка разврска, да оди на локални избори, да има предвремени парламентарни избори за 3 или за 6 месеци после локалните избори? Јас мислам дека на опозицијата не ја одговара да се поделат локалните и парламентарните избори. А на власта одговара. Тука некаде крајот на емисијата, останете со нас, погледнете ги рекламите и се враќаме до одјаваме емисијата. Страста за совршенство не донесе оному каде што се наоѓаме денес. Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравјето пред се. Алкалоид, Скопје. Размисли уште еднаш. Дали се уште користиш компјутер од минатиот век? Нормално дека не. Тогаш замени ги старите светилки со нови штедливи. Размисли и заштеди. години трговијата е нашиот занает. Идари Нино! Биги Нино! Роди го танзај! За секои 3 рати, една Тојота гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав Ацерола алкалоид. Таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Јас сум Баско Еф, ова беше емисијата во Центар, почитувани гледачи. Вие вечера можете да проследите нашата емисија посветена на 3 теми. Ексклузивна репортажа за најголемиот вински град во светот, ексклузивно интервју со рускиот Кисенџер за балканските прашања, господјата Гускова и како ќе биде разрешена политичката криза во Република Македонија. Се гледаме идниот петок во истото ова време.